Здраво, Јосиф, како си? Добар, опуштен, не се ладам од точакот. Кој е Јосиф Дамјанов? Јосиф Дамјанов е многу обичен, стандарден човек, кој што, благодарение на, можеби, неодредени ситуации кои што му се појавиле низ животот, се одлучил да премине у човек кој што ќе биде месенџер и алатка за да им помага на луѓето да имаат поквалитетен живот. Јосиф Дамјанов е моментално 30 година, дипломиран програмер по професија на природно-математички факултет, кој што нема ни ден искуство во таа област. Пред 8 години решив да сменам некои работи за себе и да фатам нова патека, и тие работи значат да еве после 8 години сум се уште на таа патека. Тоа значи менување на животите на луѓето преку начини како да имаат поквалитетен живот, поквалитетни навики во исхраната и поактивен живот. Колку време го работиш тоа што го работиш? Па колку време го работам, ја мислам дека не се само годините во кои што ти работно се реализираш, туку се и многу претходно, односно сите настани кои што ќе ти донесат да ти дојде клик и таа страст за да го правиш тоа што го правиш. Инаку гледано во пракса, ова го правам нешто повеќе од 8 години. Пред се започна приказната од тоа што ја имав 105 кила, 20 и неколку килограми повеќе од што сум сега. Ми дојде преку глава од тоа да изгледам така и најмногу ми дојде преку глава од тоа да се чувствувам безенергично, да спијам 6 до 8 часа и да се будам уморен и да пијам многу кафење, и сето тоа направи тригер. Ја видов сестра ми прва почнав јас, подоцна тоа премина у многу поголема причина и зошто имавме и се уште имаме сериозни здравствени проблеми со татко ми, кои што побудија многу поголема ургенција да се градам и да осознавам у оваа област на исхрана, затоа што сакав и дома да помогнам, и тоа премина после да стане еден вид на мисија која што ја споделувам меѓу луѓето, така да 8 години не верувам ни дека ќе заврши некојаш таа мисија. Што те инспирира и мотивира да го работиш тоа што го работиш? Па што ме инспирира? Ме инспирира тугите резултати, ме инспирираше сестра ми, а ме мотивираат луѓето со кои што работам до ден денеска, затоа што од една страна работам и со луѓе кои што бараат помош во исхраната, и многу ме мотивира тоа да видам некој како напредува, како има прогрес, како ќе ми се заблагодари, и тоа ми е невидена инекција на мотивација и нова инспирација. Ме мотивираат и луѓето кои што секојдневно ми поставуваат најразлични прашања, поради кои што и го имам мојот влог и рубриката која што моментално оди на телевизија Телма, така да секојдневно, значи, мотиваторите се менуваат, али инспирацијата најчесто ја црпам од себе лично и ја црпам од луѓето со кои што сум најчесто обкружена. Тоа е моето семејство, мојата жена, мајка, татко, сестра ми, така да тие се јадрото на мојата инспирација и моето зошто. Кажи ми, кога последен пат си се чувствувал среќен? Па среќен се чувствувам константно, затоа што не како емоција среќен, туку во состојба да не сум ниту загрижен, ниту под ентузијазам. За мене тоа е среќа, затоа што прва работа се што ми се случува, сум го гледам да го прифаќам како дел од процесот, и многу не се возбудувам ни на добри вести, да биде ура, ниту па се потиштувам од лоши вести, односно нема добри и лоши вести, туку има очекувани и неочекувани вести, и кога го сватив тоа практично дека не треба да ставам етикети на станите кои што се случуваат во мојот живот, односно да не им ставам ова е лош настан или добар настан, или ова е нешто добро што ми се случува и лошо што ми се случува, успеав да константно се чувствувам среќен. Не дека нема денови кои што можеби не сум дисбалансиран, но генерално 90% од времето сум среќен, затоа што прво давам максимум за луѓето околу себе, давам максимум во тоа што го работам,
распространет сум на многу страни, се со цел да повторно сум во корелација со мојата лична мисија, а тоа е да им помагам на луѓето да имаат поквалитетен живот, така да немам потреба за никаков ескейпизам, немам потреба да отидам 10 дена и да се исклучам затоа што ми е преку глава од се, и се така се чувствувам. Мислам дека не сум далеку од тоа, дека сум вистински среќен. Кажи ми, од каде ти дојде идејата за да направиш своја линија на производи, односно за Коуч Јосиф линијата на производи? Па идејата искрено не ми дојде мене, на крај памет не ми беше дека ќе правам нешто такво. Мислам, имав потајно можеби некоја мисла таква, но искрено не знаев како тоа ќе се реализира и од каде да почнам, затоа што тоа не е моје поле на познавање, да знам производство, производи, луѓе кои што можеби би се нафатиле на тоа, но затоа кога имаш чиста намера и кога немаш, како да кажам, немаш стрес околу тоа што ќе се деси сега со мојот можеби личен бренд и тоа што јас го правам, зошто носам вредност на заедницата и до кога можеби ќе носам без тоа да се монетизира. Едноставно кога размислуваш така се случуваат работите. И имено пред година дена ми се јави мој пријател Марио се вика, кој што е супер паметен дечко и кој што има многу кликер за бизнис, и ми предложи да ми прават приватна линија на производи. За едниот предлог беше да си најдам јас канали како тоа ќе го промовирам, дистрибуирам, другиот предлог беше да си бидам јас брендот и промоцијата, они да бидат дистрибутер, така почна таа приказна. Се уште производите не се одлучивме за големо лансирање, затоа што е летен период и обично јули и август не се најдобрите месеци за да правиш нешто такво. Затоа значи моментално ги имаме у онлайн продажба на Пакет МК, ги имаме у Маркт, ги имаме у Биокосмос продавниците, али мислам дека не сме многу далеку од тоа кој ќе дојде денот да ги видиме и по големите маркети како Верот, Инекс, Рамстор. Така да мислам за месец до два максимум од сега ќе се случи и тоа, линијата ќе биде и уште многу поголема, значи размислуваме затоа што моментално производите се нешто што ќе треба да изгубиш време пред да го исконсумираш. Размислуваме многу на тоа да имаме производи кои што ќе бидат одма спремни за консумација, како крекери, колачиња, барови и така натаму, кои што целта ќе биде да човек нема и процент сомнеш дека тоа што го консумира е можеби до некаде и не баш здраво. Така да тоа е еднината на овие производи и ќе се шириме и ќе не гледате многу поише. Дали е тешко човек да внимава на исхрана и да се храни здраво? Па воопшто не е тешко, затоа што тешкото го прави тоа што луѓето најчесто поставуваат краткорочни цели. Тие краткорочни цели ги носат до одлуки да бираат начин на исхрана кој што ќе биде нешто екстремно, за да го задоволи тој краток рок додека треба да ја постигнат целта. У смисла, можеби треба да одам на плажа, можеби треба да одам на свадба, имам ваков настан, таков настан, ги принудува на брзо намалување на килограм или можеби не знам што практично таквиот начин на исхрана им прави чувство дека едноставно сакаат луѓето да заврши што побрзо тој начин на исхрана за да можат да живеат нормално. И пак ќе речам, тешкото во исхраната и диетите го прави тоа што луѓето ги прифаќаат тугите цели. Што во превод тоа значи? Дали дечкото, дали девојката, дали мажот, жената, мајка, татко, некој наметнува константно некаков отров дека види се каков си, види се каква си, зошто не превземеш нешто и имаш туг притисок, тоа можеби не е твоја цел и сакајки да ги задоволиш тугите цели, брзаш да ја покажеш бројката на вага или во обем и при тоа ја правиш грешката, односно бираш погрешна стратегија, која што ќе биде само брза, а на долг рок ќе врати со несакани последици. Или повторно, тугите цели значат и туѓа свадба, туѓа крштенка, па и моја свадба е туѓа цел, затоа што ако јас на мојата свадба сакам да изгледам добро, тоа ќе биде само затоа што сакам да ги задоволам тугите очи.
гостите да ме видат дека изгледам добро, а тоа е веќе се што е поврзано со другите е на многу краток рок и затоа изгледа дека начинот на исхрана е тежок, воопшто не е тешко да бидеш здрав, да изгледаш добро и да се чувствуваш добро. Напротив, другото е потешко, да си дебел, да немаш енергија, да имаш киселини, подуеност, да не одеш у веце, тоа е многу потешко. Се согласувам. Како можеме да те најдеме на социјалните медиуми? Па на социјалните медиуми, ако не може да ме најдете, најверојатно јас ќе ме најдам, затоа што сум многу активен. Ask Јосиф Инстаграм или coach.josif на Инстаграм е за производите, Coach Јосиф на Facebook, Coach Јосиф на Snapchat, Coach Јосиф на YouTube, така да има многу канали и начини како може да ме најдете и да може би добиете некоја мотивација и инспирација од содржините кои што таму ги објавувам. Ти благодарам што беше дел од мојот проект. Ти благодарам и тебе за поканата.